Добро вечер! Временските услови во служба на продолжениот викенд. Убавото време не измаме и нас да го напуштиме главниот град. Патот не однесе до Струмица. Таму некако беше логично да не пречека таткото на градот. Токму тој, основното и средно образование го завршува во родната Струмица, за подоцна високото образование да го заврши во Скопје. Активен член е на Социјалдемократскиот сојуз уште од 1996. Денес е актуелен градоначалник по втор пат во родната Струмица и лидер на опозицијската партија. Со драго срце не прошета низ најубавите места во Струмица. Ни кажа како тој поминува празнично, дали работно или пак со семејството. Денот го започнавме со кафе, а го завршивме со убав ловџиски ручек. Го гледаме Зоран Заев во бекстејдж. А тој 11 октомври 1941 година. За тоа сонце на слободата, македонскиот народ се крена на востание. За слободно сонце и млади идни генерации. Пукнаа две пушки, едната во Прилеп, другата во Куманово. Ние во Струмица. Може не пукнала пушка, ама и таму слават. Навикнати се на победи, спортски. Струмица е роден град на многу познати спортисти, но и место на раѓање кое стои во личната карта на таткото на овој град. Празничната посета на Струмица ја започнавме протоколарно од зградата на општината, седиштето на градоначалникот Зоран Заев. Зграда која брои 3 ката и датира уште од далечната 1926 година. По топлото градоначалничко добре дојде, новинарско прашање. Господине градоначалник, денеска овој празник за многумина граѓани на Република Македонија не работен, меѓутоа за вас работен. Како досега сте го поминували 11 октомври и како денеска го прославувате? Сигурно во делот на детството, кога немав општествени ангажмани, беше поинаку. Иако е работен, работното задоволство е големо, секако, заради тоа што работниот дел и мојот ангажман денеска е не секојдневен. Се работи за голем празник, денот на народното востание, денот на борецот, настан кој што ја најавил слободарската мисла, толку очекуваната слобода на овој наш народ. И денешниот ден е целосно опфатен со многу манифестации и активности кои што се под организација на општина Струмица, каде што преку дружби со нашите граѓани ќе се обидеме максимално добро да го прославиме овој голем празник. Дека градоначалникот работно го помина 11 октомври, бевме сведоци, а како што самиот кажа, најголем дел од секојдневието во неговата канцеларија. Тоа доволно за најсладкото утринско кафе го испие со неговите соработници. Со соработниците наутро, јас кога станувам, обично сите спијат дома. Освен керката која што е рано наутро на училиште и е прва смена секогаш. И после тоа доаѓаме овде во општината, првото утринско кафе е овде, заедно со секретарот на општината, шефот на кабинет, раководителот на урбанизам, а после тоа не се придржуваат и другите раководители. И тоа е веќе традиција, 9-та година, тоа се случува секое утро. По краткиот разговор, простор му отстапивме на градоначалникот за празничните обврски кон граѓаните и државата, кои следеа во текот на денот. За потоа закажеме повторна средба во една од кафулињата на Струмичкиот плоштад. Приватните прашања овој пат како тема на разговор. Започнавме со евоцирање на спомени од студентските денови поминати во Скопје. Не заборавни. Сега поминувам доста време во Скопје како политичар. Неспоредливо е тоа со тоа. Тие беа убавите младечки денови, каде што прилично растаретени од оврските најверојатно на возрастните, тогаш како млади луѓе. Главна задача е тоа што татко ми велеше, немој само да заборавиш зошто си отиден таму. Така да покрај студирањето беа тие сите оние моменти кои што го прават студентскиот живот незаборавен. Градењето на пријателства трајни кои што до ден денеска ги имам ширум цела Македонија. За себе ќе каже дека не е добар родител, но сето тоа поради работните обврски. Најверојатно не сум баш многу добар татко, заради тоа што многу малку време има за семејството. Се затекнувам себе си како за време на годишниот одмор, дознавам кои ми се во суштина децата по карактер и тоа е поразително, секако за секој родител, така и за мене, ама се тешам. Татко ми беше магазинер во Зикот во Струмица, па јас не го видов кога бев дете, така да најверојатно е време за работа. Живеам во прекрасно семејство, имам 2 деца, керката е 12 години, синот е 10 години.
Сопругата Зорица работи во приватните наши фирми, каде што повеќе од времето таа го има да се посвети на децата. Благодарен сум што моите родители и родителите на сопругата помагаат околу домашните задачи на дечињата. Многу често навечер заедно ги пишуваат домашните задачи и слично. Како подршка во животот ја има сопругата Зорица и неговите 2 деца. Па и празничните денови, кога е послободен, гледа да ги посвети на нив. И еве овие празнични денови имам дел и за нив посветено. Денеска надвечер заедно ќе дружиме по Струмичкиот парк, на прошетки, ќе седнеме на пица, најверојатно некаде и слично. Така да овие моменти кога се случуваат викенди, посебно со празници поврзани, се трудам да посветам голем дел од времето на децата и семејството. Градоначалничките обврски и обврските кон партијата многу ретко му дозволуваат слободно време, но кога го има, се посветува на неговото хоби. Јас имам едно хоби, мое, тоа е возење на мотор. И тоа не по улиците, туку мотор во планината, каде што буквално бегам и од политика, и од општина, и од дома, што се вика. На се, планините околу Струмица се прекрасни, Беласица и Огражден. Заедно со друштво, уживам во тоа хоби, буквално ги полнам батериите. По ова ни се наметна прашањето. Го сакате спортот, сакате да спортувате или повеќе сакате да гледате спорт? Јас многу сакам да спортувам, ама не спортувам, за жал, ниту доволно, барем рекреативно. Понекогаш практикувам да играме фудбал заедно со другарите во спортските сали по училиштата или Струмичката спортска сала и толку. Јас сум член на Ловечката федерација и на Ловното друштво. Во зимскиот период практикувам 2 до 3 викенди да одам на лов со другарите од Ловечкото друштво Беласица од Струмица, но најчесто сум публика. Во едно можеме да бидеме сигурни. Кога Арсенал игра, градоначалникот Зоран Заев навива. Арсенал е мојот омилен фудбалски тим. Од Струмица сум за Тиверија, кој што сега игра во втората лига и има аспирации да влезе во првата македонска лига. Сум еден и од приватните покровители на клубот. Од детството сум голем фан и навивач на Беласица Струмичка, која сега е во незавидна лоша состојба, но се надеваме во иднина дека ќе се крене понатаму. Времето за кафе пауза измина. Следуваше ловџискиот традиционален ручек со Ловното друштво Беласица од Струмица. Како главен ловџија градоначалникот Заев ја имаше честа да ја отвори ловната сезона. А гурманската трпеза, дел од празничниот ручек, па прашавме. Ман сте по природа? Да, сум. Не јадам обилно, но јадам се. Така да мене ми е многу драго што дел од денешното секојдневие го доловивте ова прекрасно друштво и дружење кое што се случува овде. Ова е една прекрасна традиција на ловците од Струмица и Струмичко заедно со сите ловечки друштва, каде што може да видите една прекрасна традиција на дружење по повод почетокот на ловечката сезона. А струмичката мастика задолжителна пред почетокот на ручекот. Струмичката мастика е една од најпознатите пијачки по струмичките трпези насекаде. Јас сум еден од тие кои што редовно ја пијам, посебно пред ручек. И покрај сите обврски кон својата професија, дури и на неработниот 11 октомври, градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев беше гостопримлив домакин, не угости со дневно кафе, со нас сподели и приватни моменти, за на крајот да бидеме дел и од неговото секојдневие кога е надвор од кабинетот. А нам ни беше чест и задоволство што од овој 11 октомври ќе имаме само драги спомени од убавата Струмица.